комуникација мажи, жени, луѓе? Каква не е комуникацијата со мажите? Видиш, еве и што е најако. Има ли комуникација и зошто нема? Зошто не? Да. Јас мислам дека не само што жените не можат да најдат партнер, туку и мажите го имаат истиот проблем. Јас едно 2 години сигурно бев сама и бев решена онака да уживам во животот, абе каков маж, не ми ни текнувало мене на маж. Мене тогаш мажот ми се појави. Јас кога не го барав, сакам да биде ваков, сакам да биде онаков, ама да не биде ваков, ама да биде оваков. Имам впечаток дека нема такви мажи овде. Да, затоа Не. што кај нас во Македонија мажите се емоционално незрели. Ти си мажот, што значи маж, да бидеш посилен, да бидеш похрабар. Дај ние жените може да бидеме, ама зашто? Ние сме на крајот од денот жени. Моја работа не е да одам да работам 24 часа и да рмбам и да терам и да бидам амбициозна и деца да чувам и се. Значи ти си храбра, ти тераш, играш, пијачка си нарачуваш, ме разбираш? Значи ти си the man. И тоа ствара одбивност кај мажите? Тоа кај мажите се вика, чекај, посебно кај нашите мажи. Значи види, тоа е топ за мажи кои што имаат емоционална интелигенција. Пошто емоционално стабилен маж сака жена која што е исто емоционално Ете стабилна. Нашите мажи што сака? Кјути таму нека ми биде дома, нели нека ми тера некои своји работи, а јас да си терам во град после што ќе си терам и да си терам своји бизниси, она нека ми биде дома, дали домакинка нели ако се земат после да си чува дете. Тичкова го гледам врти од другиот крај, доаѓа до мене, застана, стоеше до мене, значи погледнав у него кам се планира да ми приде, ни планира да ми приде, ништо и само после некои 5 минути гледам се поместив, смени локација, гледам се прави со сусама друга девојка муабет. Мене никој не зе сите. Ама она што прави? Нели? Миничот, устата, очите, коса некоја балканска стайл, нели така? И она излегува и она те гледа во очи, ти се смешка, ти флиртува. Ти сакаш да кажеш дека ние ќе останеме Не, нема. без маж, ако останеме во Македонија. Ќе треба да бркаме странци. Ме сакаш ли? А зашто ме сакаш? Што виде во мене? Ти знаеш Точно. кој е тоа знак на несигурност Точно, е? тоа е Што знак на види ти тоа несигурност. во мене? Почнува се пишува со човекот, се запознаете или вере онлайн да ставиме инаку немаш да знаеш. Колку време е нормално да уствариш контакт со тој човек? Колку време треба да се пишувам? Колку време треба да се куцка? Сум имала исто и врска во која што сум се устручавала кога ќе пишам порака да сгрешам буква, за да не помисли, да не ме коригира, да се осетам помалку вредна. Неписмена. Да, неписмена или помалку вредна, затоа што на секоја ќе беше ова не се пишува вака, ова се пишува одделено или било како. Човеко, стајме да се искажам. Врска подолга од 2 години или треба да се прекине Или треба да брак. или джа или бу. Да. Сериозно. Добре, да. Се што е над 2 години веќе е губење на време. Hello, девојки. Многу ми е мило вако во друштво што се собравме денес, нели? Мене ми е уште помило. Јас не можев да замислам пободришно. Така, маче? Она е уште потресена од тоа што си кажувавме предходно. Ајде, здраво и Официјално. од мене. Поздрав и од мене. Имаме Јелена како гостенка на нашиот подкаст, искрено со Ивана и Адријана, затоа што мислам дека си одличен гостин за муабетов кој сакаме да го направиме денеска, а тоа е комуникација мажи, жени, луѓе. Каква не е комуникацијата со мажите? Видиш, еве и што е најако. Има ли комуникација и зошто нема? Зашто не? Да. Да, јас прво најпрво сакам да ви се заблагодарам нели што ме поканивте. Многу ми е драго и што отворивме оваа тема затоа што има тука многу што да се зборува. Еве јас и Андријана нели подолго време се знаеме и веќе си ги знаеме тие некои муабети машко-женски односи, меѓутоа мислам дека да Ивана ќе отвори топ теми сега за кои што искрено треба да се Ја морам зборува. прво да почнам да ми кажете, еве прво тоа да почнеме. Кај се наоѓа партнер денеска? Види, морам да се смешам во ова. И јас мислам дека не само што жените не можат да најдат партнер, туку и мажите го имаат истиот проблем. Се повеќе слушам дека стварно не можам да најдам девојка или стварно не можам да најдам дечко. До кој е проблемот? До начинот на комуникација, до начинот на пристап, до мора да има некој проблем тука да се реши. Јас мислам дека не е тешко да се најде партнер, лесно е да се најде партнер. Тоа што мислиме дека е тешко е до нас некако и мислам дека ние самите си го правиме тоа, леле тешко е и ти сам се убедуваш колку повеќе збориш дека е тешко и толку повеќе ти почнуваш да веруваш дека е навистина тешко. Инаку не е тешко, лесно е да се најде партнер. Сега каков партнер ќе се најде? Да. Што
Тука веќе може да влеземе во некоја друга тема. Мислам, ќе кажи, види како си изглачени. Не, меѓутоа, а каде да се најде секаде ги има. Мажи има на секаде и жени има на секаде. Не можеме да кажеме. Јас требаше на оваа тема да разговарам со неа пред една година, пред да го запознае Лукас. Тогаш да те прашам дали е тешко или лесно да најдеш партнер. Не, значи јас треба да си го сменам прашањето со лесно е да најдеш, ама тешко е да најдеш нормален партнер. Може така. Знаеш како, не можеме ние да бараме Ивана проблем дали проблемите се во мажите или во жените. Ние сите имаме фалинки, да се разбереме. Сега зависи ти колку си психички средена и колку си ти психички добра, па таков и партнер ќе најдеш. Абе нека ни се погледат пчиња да па ќе се журкаме заедно со нјос. Барем да се погубиме. Терапијата да биде добра. Шега настрана, значи ја не сум слушнала од машкиве дека ми е тешко да најдат партнерка. Имам чувство дека кога излегувам во град имам многу поголем број на девојки, убави девојки, средени девојки, да не знаеш која поправа да ја одбереш за машкиве. А за разлика на пример за мене, не можам да најдам се што е високо ми е поминато. Вау. Ова беше искрено судба. Не, онака се вртам и сега не сум ниска девојка, ми треба да е повисок, да речеме прво од основните работи почнувам, нема ништо околу мене за да најдам. Ама што бараш, што сакаш? Што? Ама каков, на пример? Што бараш ти, еве како ја замислуваш ти таа врска во која што сакаш да бидеш идеална врска според тебе? Каков Нормален партнер, амбициозен, што ќе има разбирање за мојата професија и за мене и ќе го имаме кликот и хемијата. Генерално поставено. Нормален еве. Само нормален. Точно. Во денешницата сите некако бараме нормален, ама се поретко ги има тие. А сега само да се надополнам на што го каже. Знам дека и ти поголемиот дел од твоите пријатели се машки. Да. Кај мене во мојата професија 90% можам да кажам и со колеги и со пријатели ми се машки род. Затоа ти кажувам, се повеќе слушам дека е проблем да најдат некоја нормална девојка, во смисла нормално со нормално размислување, да не спонзоруша, да не знам, да нема некој поима немам какви барања или било како. Значи е проблем и за мажите. Стварно е голем проблем. Ова проблем на денешницата валја. А лесно е да најдеш партнер, не знам според тебе колку е лесно и како ти се снајде во тој дел. Како го најде лесно? Мислам дека тоа има некоја подлабока позадина. Сега вака ако зборувам, не можам јас да кажам дали е лесно или тешко, нели јас сум имала проблеми иако сум сега нели во стабилна врска конечно, але одуја се најде. Пред врската гледаш како конечно. Да, тоа сакам да кажам и јас сум била од оние девојки кои што сакала нели некој нормален партнер, нели без разлика што и да подразбираме ние по тоа нормално, пошто ти и јас сите имаме различна дефиниција за тоа што е нормално. Меѓутоа јас го најдов човеков, еве вака на мојот живот, ако можам сега така да кажам, кога решив дека треба да бидам сама и дека не ми треба маж. Во тој момент кога одлучив дека јас морам да бидам тука сама за себе, јас да се средам прво, да видам јас што сакам, кои се моите вредности во животот, дали живеам според моите вредности, дали ми е мене убаво во животот, таква каква што сум, дали сум јас среќна без дечковци, без работа, без оние надворешни работи, дали сум среќна јас самата во себе, што мене ме прави среќна, кога почнав да живеам онака со самата себе и да се разбирам која сум, нели сега тука можам да одам малце подлабоко затоа што нели човек си влегува во себе и си вика чекај малку, која сум јас, што сакам јас од овој живот, па после што сакам од партнер или лево десно. Јас едно 2 години сигурно бев сама и бев решена онака да уживам во животот, абе каков маж, не ми ни текнувало мене на маж. Мене тогаш мажот ми се појави, јас кога не го барав. А ние многу од жените бараме, ама ние проблемот е што бараме со умот. Затоа што ние жените, посебно во Македонија, еве нема да одам на Балканот, посебно во Македонија немаме многу мажествена енергија. Ве знам, мислам се гледа, мажествената енергија, машката енергија, нели секој од нас има машка и женска. Машката од каде иде? Од мозокот, од главата, од умот. Женската иде од срцето. Ние многу одиме од умот, ние од тука бараме маш. Сакам да биде ваков, сакам да биде онаков, ама да не биде ваков, ама да биде оваков. Значи тоа е машката енергија. Женската енергија што сака? Жената што сака? Да најде некој маж покрај кој ќе се чувствува безбедно, заштитено, покрај кој ќе се чувствува жена која што ќе биде своја со сите своји со сите своји мани, со сите своји Ма има впечаток јеца дека да скратим го тоа. Они дека така ја викаме. Да. Имам впечаток дека нема такви мажи овде. Да, затоа што кај нас во Македонија мажите се емоционално незрели. Значи пак е проблемот. Не си го знаат, прво не ги разбираат своите емоции, второ нивната машка енергија е некоја недефинирана машка енергија кај што они немаат појма на кај тераат.
Значи маж кој ќе ти каже ама неќам да ја спонзоруша. Значи ти како маж, брат, треба да знаеш дека твојата работа за дечко, за маж, за партнер, за било што е да ја штитиш жената и да ја носиш жената. Значи дали ќе ја носиш финансиски. Сега може би ќе бидам многу осудена за ова кое што ќе го кажам, затоа што нели кај нас мажите и она мора да работи, она да заработува и она да е амбициозна, да, меѓутоа ти како маж ја имаш таа позадина малку повеќе, значи ти си мажот, ти треба да ја носиш жената. Ти си мажот, што значи маж, да бидеш посилен, да бидеш похрабар. Дај ние жените може да бидеме, ама зашто? Ние сме на крајот од денот жени. Моја работа не е да одам да работам 24 часа и да рмбам и да терам и да бидам амбициозна и деца да чувам и се. Тоа е кај нас во главата. Значи, твојата жена, твојата дефиниција и твојата работа како жена е друга. И ти како маж треба да бидеш спремен да дадеш, да се отвориш, да помогнеш. Без разлика дали е тоа психолошки да ја заштитиш жената, да направиш да се чувствува жената безбедно со тебе, да финансиски да ја подкрепиш жената. Не е тоа спонзоруша. Сега добро, има разни ситуации, нели, да не одиме толку многу до општо. крајности, да. Меѓутоа, чекај, твоја работа како маж што е? Ќе одиме, ќе си ја делиме сметката, Мај, во ресторант, еве да го пола. најдам таков да е нормален, да е вистински маж. Не приоѓаат. Не знам дали вас ви се случило. Тоа, например, аз го имам генерално тој проблем. Не се храбри. Не ми приоѓа маж. Мене некој ќе ми рече Инстаграм или сега вие имате многу поголем број на следачи, можам да замислам колку какви пораки стигаат и кај мене стига, ама не стига ништо нормална порака, нема никаква нормална комуникација. И јас се запрашам дали е проблемот до мене или е проблемот генерално во мажите, затоа што ја не гледам никаква нормална комуникација, некој да пише нешто како што треба, за да почнеме ние муабет и да упознаме. Мислам дека ти премногу ти сега нели општо жените, ама сега дека се зборуваме, мислам дека премногу види сега не знам колку луѓето се запознаени, нели да се енергија, ние зрачиме некој вид на енергија, нешто што ти не можеш да го видиш, меѓутоа нели кога ќе влезеш во некоја соба ти осеќаш енергија, знаеш кој те сака, кој не те сака, нели имаш нос за тие работи, значи се енергија. Твојата енергија со која што ти излегуваш во град, мажите ја чувствуваат. Значи ти си храбра, ти тераш, играш, пијачка си нарачуваш, ме разбираш, значи ти си the man. И тоа ствара одбивност кај мажите? Тоа кај мажите се вика, чекај, посебно кај нашите мажи. Значи види, тоа е топ за мажи кои што имаат емоционална интелигенција. Пошто емоционално стабилен маж сака жена која што е исто емоционално стабилна, ја се бидат потпора, заедно да градат, нели заедно да одат. Ама нашите мажи што сака? Кјути таму нека ми биде дома, нели нека ми тера некои своји работи, а јас да се терам во град после што ќе се терам и да се терам своји бизниси, она нека ми биде дома, дали домакинка, нели ако се земат после да си чува дете и да си ја чува за дома. Значи ние со трошки се задоволуваме, не? Тоа е исто многу голем проблем. Ти зошто се задоволуваш со трошки? Многу жени се задоволуваат со трошки и остануваат во токсични врски. Зашто? Ми е страв да останам сама, родителите ми вршат притисок, општеството ми врши, нели имам 30, 40, треба да раѓам деца. И тебе ти тежи тоа. Ти може би од дома не ти го кажуваат, ама цело општество кај нас на Балканот што ти вика ајде. Точно. И ти колку и да не Подсвесно. го мислиш тоа, ти подсвесно си викаш чекај малце, што правам јас со својот Така живот? Дај да најдам нешто жити Бога да родам, да се земам. А ако ќе си го униш и по цена да си го уништиш животот. Точно. Да. Многу голема грешка. Точно така. Нема поголема грешка. Но Ива, например, сега баш имам конкретен пример, бив излезена пред некое време со другарка. Стоиме на шанк и правиме буквално тест, одам до веце. За тие 10 минути додека сум веце, ние и приоѓа дечко да си направат момент да се запознаат. Шанкеров се дружиме со Зеза, вика ајде сега оди ти, остај Ивана на шанк да видиме дали некој ќе приде на Ивана. Не 10 минути, 20 минути стојам на шанк, никој не приде. Само шанкерот. Не. Да те праша што ќе пиеш. После тоа уште едно извини што да прекинам уште едно излагување. Дечкова го гледам врти од другиот крај, доаѓа до мене, застана, стоеше до мене. Значи погледнав у него кам се планира да ми приде, не планира да ми приде. Ништо и само после некои 5 минути гледам се помести, смени локација, гледам се прави со сосема друга девојка муабет. Значи кај мене стоеше 20 минути. Што правеше, собираше ли храброст, стварно не знам. Не приде. За 2 минути се прифрли друга девојка, почна муабет. Ама не ви осети енергијата. Што е таа енергија? Знаеш како, јас имам една другарка и јас еве порано нели се вика Флера, зашто мажи не приоѓаат еве вака истото и имам една другарка, ја знаеш ти,
На неа мислам дека сите мажи во клубот и приоѓаат. Значи јас го тоа тврдам со своји очи, сум го доживеала, 100 пати сме биле заедно во град. Мене никој не зе сите. Ама она што прави? Нели? Миничот, устата, очите, коса некоја балканска стайл, нели така, и она излегува и она те гледа во очи, ти се смешка, ти флертува, ти прави ова, ти прави она, те забедува. Ама не е тоа поентата, да, не е тоа поентата. И 300 мажи се лепат као муа на... Да. Не така. Не ми е тоа поентата. Јас и кога ќе излезам во град, јас например се облекувам многу попристојно него онака како што изгледам на сцена, да кажеме. Ама значи се облекувам бизнисот, фала да, се облекувам онака како што јас сакам да се облечам и не ми е мене поентата јас маж да го привлечам да на тој начин. Да го привлечи мојата енергија, да. Ама сега не можам да разберам како тоа, баш што го правевме муабетот, како тоа мажите се плашат од жени со машка енергија. Мојата енергија е таква, тоа не значи дека јас сакам да бидам со таква енергија. Ти треба прво да ме запознаеш мене, да ме запознаеш и да бидеш доволно маж да ја смениш таа енергија. Да ми покажеш дека јас оствари можам да бидам таа со женската енергија и можам да уживам во таа врска. Да, за тоа им треба храброст, Андријана. Они немаат многу храброст. Зашто? Зашто нивната машка енергија е малце скршена. Они имаат недефинирана машка енергија. Они се мажи која треба да се носи добар саат, колата, се среди, бизнисов, телефонов да се врти. Они за тоа се мажи. Ама они не се доволно мажи за да најдат таква жена како што ти кажуваш и со таа жена се борат кроз животот. Тоа е емоционална интелигенција која што не достига на нашите простори. Ти сакаш да кажеш дека ние ќе останеме нема без маша, ако останеме во Македонија ќе треба да бркаме странци. Изгледа. Дали ти знаеш, јас еве од кога сум со странец, ти мене колку другарки ми имаат кажано, аман заман сакам странец и јас добро додеше и што е разликата во приоѓањето. Еве, имаш искуство начинот на кој ти пришол. Да чуеме. Види се, ја не можам генерално за сите да зборам, меѓутоа еве сега со оглед на тоа што нели Лука се од Грција, на пример разликата, многу битна разлика е што на пример кај нас не е патриархат, нели кај нас е мажот чело на семејството, мажот го води семејството, нели таткото е тој, кај нив е обратно, кај нив е жената. Значи они се тоа име во културата, кај нив жената вака се чува. Значи во Грција е така. Жената е таа на која што се дава отчет, жената е на таа на која што ги носи одлуките. Сите тука се за жената, значи на жената не смее нешто да жената е таа како што кај нас мажот. Кај нив е жената многу почитувана, многу сакана, многу ценета и автоматски јас тука имам многу леснителни околности, што јас прво на почетокот мислев дека е буквално скриена камера, работиве што не се дешава кај нас во врската, јас нели идам. На почетокот да не имаш нешто ти запеглам. И второ, не знам што беше, да замијам ме глуп. Ја дома не го правам тоа за мене, така, ама нели се фатила се, дечко, нова врска, се да се покажеш, ме разбираш. И се еднаш, два пати, три пати, он еден ден ме седнува и ми ги објасни овие работи. Вика, слушај, вика, кај вас на Балканот, вика, нели има земи, кај што е обратно, кај нас, вика, не е така. Кај нас е жената, вика, кралица. Затоа, вика, ти сега ќе си седиш, вика, нова столче, ми стави уште едно вака нозете да си ги потпрам, вика, какво кафе сакаш да донесам тука, а јас ќе одам да си терам работи низ дома, кој што јас можам да ги завршам, што ти не мораш. Ти можеш работите дома да ги завршиш ако ти сакаш. Ако ти е тебе кејф денес да миеш, ми. Ако не, јас не сум ни сакат, ни глуп, ни слеп. И цело време стварно го гледам човеков, си тера работи по дома. Ама чекај, кога се запознавте, он ти прида на тебе, така? Да, ние кога се запознавме, он ми приде, меѓутоа ние не ми приде као сега нешто тука флерт. Многу кул бе, ние на плажа се запознавме. Многу пријателски веројатно ти има придено. Да, знаеш, од ништо нигде. Јас буквално бев во таа фаза која што ви кажував, каков дечко, какви глупости, лежам на плажа, леле, зајди сонцево, мислиш зајди сонцево, кој знае што е, ама бев во тој state of mind, кај што мене се ми беше преубаво. И така се запознавме ние и после на вечера уствари продолживме, ама не истиот ден, као наредниот ден, или тука разменивме броеви, тука бевме во хотелот и наредниот ден отидовме на вечера и јас видов човек со манири на масата. Значи прво, он го резервираше местото. Ние го одбравме затоа што нели ние слушнавме таму, тоа било добро место и му викам слушај, викам ти по грчка линија, викам да ја резервира, човеков резервира. Значи место одбрано да биде. Кога дојдовме, се покаже, значи што ќе јадеме, што ќе пиеме, јас со другарка бев и со синот незин, помало дете има, ние бевме тројца и он сам дојде.
што ќе се послужите, нели, во салата кој ќе дојде на нас ни става, риба ваква, риба онаква, секое прашање, пошто на нас, нели, па сега грчките менија се огромни, човек, ти не можеш се да знаеш они што јадат, што пијат, нели, вино не става жената, не, вода, Елена, до Не можам готово. Ајде си одиме. не, значи ти само треба да кажеш вода, вино, он се тука, десерти, што, наш почит спрема пријателката моја, почит спрема детето, почит спрема келнерките, па спрема мене да не зборувам. Мислам, во тие некои мали работи ти читаш многу за човек. Да, дефинитивно. Како се чувствуваш ти покрај тој човек? Ти го гледаш дека тоа човек со манири, тука има култура на масава. Едноставен, ни сад, ни ланци, ни не знам кошули. Он воопшто не сака такви работи. Значи него многу минимално, бела мајца, панталона, значи ти да не можеш да го гледаш да речеш сега ова, не знам дали може Армани носи или нема тука така. Simplicity is the key. Наједноставниот човек што постои, еве го тука на масава седи. И со тој човек се чувствуваш, знаеш, сигурно. Кажи што треба, јас. Знаеш, таква енергија некоја. И ден по ден се така и едноставно мене тоа многу ме освои затоа што јас никогаш во животот претходно немав наидено на такво нешто. Јас сум имала дечковци тука од кај нас. Тоа нема спојка едно со друго, ама и тоа е култура од дома што се носи. Ете, Они тоа се сакам да двајца кажам. браќа, Андријана, мајка им, значи сакам еве да сега кажам. се ежам што кажам и брат му, сега не дека го фалам дека мене ми е дечко, меѓутоа сум ја запознала мајка му, фамилијата им ја знам. Значи и брат му, тоа култура се седнува, со почит се разговара, значи имаат они нешто друго во Ама јас менталитетот. мислам дека не е до менталитетот, дека сепак е до човекот. Не верувам дека сите тие таму се баш така и така воспитани и такви. дефинитивно не е. Значи Сега ти дека си сите го грци се погодила такви. джекпотот. Да, Тоа да, сакам го да нашла кажам, правиот да, човек. си го нашла правиот човек онака. Ама јас го најдов правиот човек кога бев јас веќе правата жена. Да, кога си се Затоа што пронашла јас себе. рекох, маж веќе не ми треба. Кога си се пронашла себе, точно. Јас тргнав да го шетам светот со ранчето на грб, нели од работа реков дечки 3 месеци ве молам не ме вознемирувајте, стварно ми излегува во пресрет, не можам да кажам. Буквално шетав низ светот, запознав толку многу луѓе, едноставно сакав да видам како живеат другите луѓе, па јас бев тука премногу, знаеш кај нас. Те Тука знаеш познавам од како тој е. период и точно знам Да. за ова што го зборуваш и знам точно моментот кога ми го покажа, јас се заљубив кога ми рече, сериозно бевме Да. излезени на кафе. Морам да ти кажам рече нешто, јас се заљубив, мислам дека го најдов човекот од мојот живот. Да. Буквално со овие зборови Да. беше. И И јас, вика, да. толку сум нестрплива да го видам, не можам вика да дочекам да го видам и патуваме нонстоп. Тогаш му беше и поретко мислам дека патувавте. Да, тогаш се не бев гледавте. преселена уште таму, Да. патував секој викенд. Само сепак мислам начинот на пристапот. Дали мислиш дека ако ти му пристапеше прва, дека ќе беше ист начинот или ќе те гледаше со поинакви очи? Мислам дека не. Посебно за мојов случај, мислам дека не, затоа што он е, например, на многу повисоко ниво размислува. Так. Например, за него не е жената кај нас, нели, спонзоруша, смеам да кажам, Да. Слободно. курва или било што, ако Слободно. прва пристапи, не, да прашам, нели, ако прва приде, ако прва вака, не, тоа е храбра жена за него. Значи, жена што знае што сака, тебе те сакам, дечко, еве, дојди или ја ќе дојдам. Значи, тоа е Ама храброст. чекај, прво прашање и мене тоа ме интересира, знаеш, дали ти го примети пред да ти приде, па да му се насмеш, да му даеш сигнал дека треба да ти приде? Не, воопшто. Ништо немаше. Многу беше спонтано, дури јас не се сеќам сега на тие ситни детали како беше. Они беше тука со некоја екипа негова на плажа веќе немаше многу луѓе, 6-7 часот попладне беше. 10 души дали имаше на плажава, нешто, не знам ни како до Муабет стигнавме, не знам така нешто, кај сте, што сте, здраво, како си. Затоа што ја лајт имам направено муабети. експериментирање, ја да придам прва на мажот, да пишам прва, да се запознаеме. Тотално фиаско. Значи ја почнам прва како јас водам, така го водам цело време. Значи како ќе почнеме машкото во тебе. Значи, да, нема Лидерот во тебе. Уште биди спремна у 8 сата, собирам, одиме таму, него има кај сакаш да одиме, па јави. Тој проблем значи ирај. Не Тоа знаат нема нешто што што ме сакаат. иритира повеќе од тоа кај ќе одиме, кај сакаш. Да, Да, абе не биди знаат маж они што води. сака. Дај бе Точно. човеку, кажи ми, одиме таму, спреми се во толку сато, сакам да те соберам, одиме и одиме. И јасно ми сега на тоа си викам, ба јас сама си го барав, ја прва пристапив, ја прва пишав и не, таква си го одбрав. А го оставам да приде он. Никој не приоѓа, веќе тоа го кажав уште на почеток.
И сега имав другаров совет каде ме кабе вика па треба да се насмееш, треба да му даеш знак за да ти приде. Не знам дали е тоа правилен совет или не, затоа што ако ти си маж, јас што треба да правам да намалам се или некој другарка што објасни преходно, не сакам да видам таа личност. Не види, контактот со очи е многу битен исто. Барем јас така сметам. Онака кога ќе те кога на секое едно вртење ќе видиш дека некој те гледа, ти се Ама сум го песубив од гледање не му текнува. Она има веќе проблем, тоа е. Леле, не, после подкастов ние треба да седнеме на друга сесија. Дали мислиш дека е погрешно ако жена прати пијачка на маж? Не. Лилија, не го сакам мечта, ја мислам дека е погрешно. Не, зашто? Никогаш не сум пратила на маж пијачка јас, секогаш мислам и да ми прателе пијачка јас сум ја одбивала за да не биде погрешно сватено или било како. Ама знаеш како? Која е пораката која што му ја праќаш со пијачката ти? Тоа е моментот, која е пораката, како ќе ме свати тој мене, зашто ја праќаме со Ама пијачка? што тебе интересира тебе тој како ќе те свати? Ти како го сваќаш тоа? Проблемот. Не, ти како го сваќаш тоа? Не се прашувај он како Дека го јас свати, го он може да ловам го него, свати јас било така би како. го сватила, дека јас го ловам него, не он мене. Не, дечко едноставно ако нешто ми се свига како изгледаш, топ изгледаш. Enjoy your night. Па унијам Значи, храброст да го направам тоа. Она е веќе чекор напред, она е во Европа е готово. Јас сум во Европска унија. Не, уште сум со Норд Македонија пасош. Не можам да го направам. Зашто? Треба само храброст. Јас мислам дека за се треба храброст. Треба. И на крајот од денот што ти е бе гајле тој тебе како ќе те разбере, ако е тој правиот ќе те разбере. Што се замараш ти тој, што ќе помислиш, што ќе кажеш, што ти е гајле? Што сака нека каже? Тебе ти било добро, си му ја пратила пораката, пијачката нека уживај. Толку. Види, најверојатно по се она што го зборува Елена, ние живееме за другите, како ќе кажат. Многу, не дека не јас не живеам, не дека ја мудрувам. И јас живеам за другите. Зборувам за машкиот род, како ќе бидеме сватени, дали ако ние придеме први, дали ќе бидеме погрешно сватени, дали ќе имат погрешна перцепција за она као жена приоѓа прва на маж. Сигурно сака нешто повеќе него пријателство или било како, значи ние живееме во погрешно време на погрешно место. Знаеш зошто е тоа така? Затоа што ние не се сакаме доволно самите себе си и не се цениме доволно самите себе. Не, мислам. Не, ја не мислам дека е тоа. Ама не знаеш што? да. Ја имам тестирана теорија, затоа што не живеев во Македонија одреден период. Ни таму не ми приуѓа. Ивана бе. Сериозен проблем имаш. Ивана бе. Те носат во црква. Одат луѓе во Магија ти Америка, направи. разбираш, одат во Америка на 2 недели, запознаваат дечко. За 2 недели, јас седев 9 месеци, не знам, значи. Не бев еднаш, повеќе пати бев. Не запознав никој, значи не знам како да ви објаснам. Ама не, сега сум веќе сериозна. Ја наблюдував таму ситуацијата како е приуѓање мажи и жени. Таму е сосем спротивно Таму него тука. приуѓаат жените. Да, Таму нормално. мажите апсолутно не приуѓаат, значи тоа е многу по-бетер од кај нас. Таму одат жените, меѓутоа јас па таа динамика нивна па уопште не ја сакам. Таму маживе се веќе поставуваат како он сака беби мама само да најде, значи не сака врска, не сака да се посвети нешто. Тоа па ич не го сакам. Значи не, мене тој начин на живот мене Да си имат као фера само. Да, Ма немаат тие, мислам, барем така е, немаат проблем дали ќе биде за една вечер one night stand, толку. Денес те гледам, утре не те гледам, чао, пријатно и готово. Жените немаат проблем со тоа, Па значи затоа жената го лови не, мажот. да, точно. Кај во која земја мажот е кавалири приоѓа на жената, таму да се сила? Не бе во Грција. Не, види, не се сите грци такви. Јас ги наблюдувам вака, имам другарки таму на пример ми викаат, абе кај го најде, вика. Ама баш ти си погодила джекпот. Најверојатно, да, јас го прашувам еднаш го седнам, викам Лукас, викам моите другарки, викам имаат проблем со мажите грци, викам што е работава, викам само ти си викам онака богатство или сите се. Не, и он ми вика и овде има вика психопати тешки, вика како и сегде. Меѓутоа не се сите, знаеш, они се поголема земја, поимаш избор, можеш да најдеш. Тука кај нас мало место. Ајде да ве прашам за едно прашање. Вика дечко град не се наоѓа. Се сложувате со тоа или не? Па не знам, јас мислам дека сегде може да го најдеш човек. Многу пати имам слушано дечко во дискотека, во бар нема да најдеш. Тоа често го слушам. Во слушам. библиотека не одиме. Во кафана. Андријана во кафана. Јас на плажа. Не знам.
Не бе зашто сегде можеш да најдеш. Ти викам, абе кога не очекува, абе не го барај. Не го И да барај. знаеш дека е така. Не, вие што сте Редовно, запатиле дечко па точно. дечко. Не го Редовно ми се барај дешаваат батали. работи кога ќе престанам да ги посакувам или готово не можам па ќе се откажувам, тогаш се дешава. Да, нешто. зашто? Зашто си ослободуваш Или- енергијата и самата се ослободуваш. Да, или треба да ја затвориш едната врата за да се отвори другата. Тоа е како непишано правило некое. Тоа да. Значи да си завршиш со минатото комплетно, да го затвориш минатото, да не живееш во минатото, него да се препуштиш во она што ти следува. Да. И тек тогаш ти се појавува некоја личност која са дали е права или не. Да. Не се Абе може знае и да тука. биде права, може и на почетокот нема да биде, ама ако вие двајцата сте моментот кога ќе компатибилни. кликни. Ама има и еден друг момент што времето поминува, пак тоа се навртам на притисокот, не дека реално Точно. е притисок, не можеме да го игнорираме. И сега на пример од себе почнам, ја работам од дома. Значи јас сум дома со саати. Имам денови кај што нема да излезам од дома затоа што работата ми дава таков комфор, ја не морам да излегувам, па цел ден сум по пижами, не се мешам со луѓе, не запознавам нови луѓе, затоа што работам од дома. Имам јас со месеци период кај што нема нови луѓе да влезат во мојот живот, немам круг кај да го. И се викам у себе, ја ако не знам, ако евентуално ја сгреши вратата и задзвани, евентуално така би го нашла, ме разбираш. И затоа ми е прашањето. А од друга страна, не знам дали вас ви иритира, ама мене ова онлайн запознавањево ми е веќе до тука дојдено, затоа што не сакам да запознам дечко со куцкање, со пораки, со на невидено, со не знам вас како ви е ставот, мене Тоа е многу ми популарно онлайн сега. Јас еве имам една другарка која што и се зема со ликов што се запознаа на Tinder, мислам дека они се запознаа, има нели многу апликации dating apps, кај што има многу успешни приказни од тие dating apps. Посебно еве ако сакаш странец, која беше апликацијава кажи ја на Б. Бамбал срце, странци имаш таму колку сакаш, Тиндер, нели за нашиве тука. Има многу успешни приказни баш поради тоа, затоа што ти веќе после 30-тата кај бе се движиш, кај толку шеташ, кај излегуваш. Јас што работам па не излегувам од дом. Јас сум од работа и дому пижами. Ама јас Види, ама колку си ти сигурна дека тоа запознавање, дека е таа личноста која што ти се представува на тоа куцкање, дека е таа Апсолутно. личност? Па треба да пробаш да излезеш да видиш. Ама тоа е ризик, веќе тоа е ризик. Па значи ти ако не си спремна да идеш на ризик, ти што сакаш, одма прави овде да ти тропне, Не, далеко од тоа дека јас Мораш си нешто очекувам направиш. такво нешто и дека ќе ми се деси мене такво нешто во животот, значи прво нисам ја те среće. Ама дека ќе ми се појави така мене правиот, јас треба да се помачам за да се прави. Ама чекај, мора да елиминираме прво, на пример, здраво мача кој ќе ми пише некој блок. на таква порака, не враќа. Значи, ај, Не. мажи ќе го гледат подкастот, барем да помогнеме. Ако веќе ти пристапува со таква порака, каква треба да биде пораката? Да, дефинитивно да не биде здраво. Абе нормална култура, нема ти викам Мене ми треба некако. да е основа за муавет да почнеме, не знам, да биде нешто поврзано, не биде здраво, само прашаеш или она Да. пламенче да добијам или не знам што да правам со тоа. Да запалиш оганче. Или оганче. Фрлиш вака. На тебе на фустанчето сигурно ти фрлале Имам оганче. јас оганчина колку многу сакам. Леле, оган да ги изгори сите. Да, оган, викаш што те колне оган да ти изгори. Оган да ти изгори. Не знам, значи очекувам веќе ако ми пишува, ета, оти или не излегуваме, не се мешаме. Не, ако веќе ми пишува, барем да го направи некој нормален муабет, не знам да праша, кучево е многу сладко, колку време го чуваш, кажи ми нешто, значи да почнеме муа. Начинот на Вие комуникација. овде имаш ти пораки, јака си, жешка си, не сум ја чај, жешка, значи, не знам, Тие се здраво. веднаш за на блок листата. Значи, ама таквите. сите се такви. Во глобала 99% кај мене Исто. тоа се пораките. Значи на кој да вратам јас? На здраво да вратам? Здраво, како си? Добра. Ти? Добра. Да, не оди муабетот. Како, брате, јас да продолжам Да, тоа муабет се со многу тебе? ефтини фори, некои кои што Значи, несигурни мажи. Како доаѓаат времињата? Уште Какви понесигурни. мажи ќе ни дојдат овие млади Ова како утека ни е, генерации? Ивана. Теши се, Ивана. Абе зашто? Ќе си најдете, јас сум сигурна дека ќе си А најдете. чекай, ни разбра дека ќе дојдат полоши мажи, подобри ќе дојдат. Полоши. Може полоши од ова? Луѓе, кој е полошо бе? Он мисли дека устварил комуникација со тоа што ми лајкнал стори. И он Точно. мене ми вика, па ја направив Да. од мене, Чекор. ме разбираш, да. Направив чекорот. Кој чекор си го направил? Да. Кој ти е тој чекор? Сакаат они нешто брзо, нешто лесно, ме разбираш. Да, Нешто инстант, на брзински се инстант, да. вака, сум ти лајкнал, лајкни ми, нели, куц, готово. ајде Да. ќе одиме негде И кај што ќе толку е, одиме. да. Не ќе да се врзат, не ќе да се дадат, не ќе да се борат, ни мажите не ќе да се борат веќе бе. Не знам само дали ние генерацијски ни смета што го осидевме времето пред интернетот или млади Најверојатно.
Оти јас се сеќам на време, буквално нели ќе те бендиса, ќе другарка ти ќе ја праша за тебе, па другарка ти ќе те праша за него, па ќе му пренесе. Овој ќе побара така е. Цела процедура. Па ќе врти Така е, крупче стварно да е те така. сретне, да те начека на клуп, Да. ако сите да го добие фиксниот број. Па Точно. ќе звони со недели додека не кренеш ти мајка Ти- ти го крене за Точно клопува. така. Значи тоа беше труд бе луѓе Така уврски. е. Јас сум навикната на тоа. Па 2 недели ќе излагувате па да те испратни, сам не изборам сега тоа да го правам на 35 години, ама труд имаше, некој Да. труд. Ова е премногу достапно сега. И гледам кај помладата генерација, 30, тие се многу похрабри да придат на било која жена, него овие што се постари. Мада ајде ќе ставиме се дека постарите се веќе женети со фамилии. Да, као битна змјана, зашто пријаат само млади, Ама па су така е. подсракли ови моја Овие не генерација. нису подцркли, али се Или се се поудали. скудали, да. Ама и овие возрастните се многу у акција фрлени, овие па баш што се во брак, тие се а, најма ни веќе, акција. тоа е- страшно. Тоа е веќе Втор во мода. пубертет, да. Тоа е веќе во мода. Маш кога е во брак е некако похрабар да приде на жена на Да, па се На завршил било која. работа и Тоа е се му е страшно, тоа е страшно. Да, ама полесно. исто јас го мислам тоа дека ние некако го очекуваме она што беше. Не сме навикнати на овој начин. Јас барем уште не можам Не, да нисум се ни јас. да се вклопам во ова, не ми е нормално. Се ова што се дешава со интернетот мене не ми е Да. нормално. Да, ајде и веќе разберам, нема како да. Да. ме види, нема како да ме сретне, мора да ми пише. Ама дај некој трути во таа порака. Иницирај муабет, да оди муабетот, тој муабет да дојдеме до точка да излеземе. Не можеш ти само со лајкнување на слики и Да шо очекуваш очекуваш? дека јас ќе ти се дадам. И што треба ја да направам? Значи, добре, барем на ова не сум само јас, затоа што Не, едно не, време не. мислев дека до мене е проблемот, си викам, не знам. Не, види, има луѓе што се пробуваат сегде. Што дека ја имам уврска, ја пошто стварно мислам апла кој веќе не знае дека сум уврска, ти знаеш колку мажи еве лајкнуваат тие оганче. Верувам, Не верувам. се замара он бе, што му е гајле дека ти си, а онда си проба, ако не му Верувам. успее кај мене, може кај тебе, ако не кај тебе. Има такви мажи, знаеш, дај шта даш. Ако веќе збориме за комуникација, мојата болна тема. Што вие темата на гостинг, што ги снимува? Што е вашето објаснување? Обично Како? мене ми се дешава тоа. Што ги Гостинг, снимува? што ги снимува? Го има некое време и го снимува. го снимува. Значи ќе се гледате или ќе излагувате, ќе пишувате и одеднаш ќе го снима. И значи Не знам, го не сум нема. имала ваква ситуација, баш да И слушнам. јас исто да го Како кажам. бе, нисте Не сум, имали? обично мене ме снимува. Да, Кога ќе обично- видам- обично да, мене кога ме ќе видам снимува. дека нешто не ми оди ни муабетот, нешто тука има точка. Сори. Да, Ќе ме да, снема. имам свирка. Ама значи ти правиш гостинг. Да. Тоа го викаат сега гостинг, кога Ете ќе се тоа, да. пишуваш со некој, се гледаш и те снимуваш. И сега јас треба да одговорам зошто мене ме снимува? Не, може, јас сум тип на човек што сакам да комуницираме отворено и директно. Ќе излеземе еднаш, два пати, три пати, ќе ти речам, слушај, не кликнавме, не ми се допаѓаш, не се гледам со тебе, не би сакала веќе да излегуваме или да се допишува, не знам што, нели барај се ја среќат. Ја ќе напишам таа порака. Ама имам девојки машки кои што они не го сакаат тој дел, чекај сега ќе кажам дека не кликнам, само едноставно ќе престанам да ја пишувам. Да, и ќе си свати самата. Да, и мене тоа е гостинг. И мене тоа, не знам, јас сум ненормална, мене многу ме нервира Ќе тоа. го најдеш, ќе го запалиш. Мене тоа ме многу, не. Сега пред скоро време ми се случи, значи после не знам месеци нешто гледање комуникација, дечко го снемува. Го снимува, значи збориме цела недела да не Аха. пишеш, за мене веќе тоа е. Апсолутно, ако не си ти пишал 7 дена, што ќе те чекам Да, уште една јасно. недела да пишеш, те нема, доволно е 2-3 дена да не пишеш, за мене еден ден е доволно реално. Нормално. Така. Да не пишеш, Ако и сте не можеш имале да не пишеш, комуникација. да умрем. Ама ја не можам да го преđвакам фактот која ти е на возрастни години таа комуникација, какво е тоа? Не знам, не го разбирам тоа, како може така да Незрели се мажи, однесуваш? Ивана, има. Ова е незрел маж. Може Окей. гостинг да правиш, луѓе сме возрастни. Кажи, не ми се допаѓаш, не кликнавме, не барам врска, не, значи најдов друга, опцујме на крај Не, крајава. јас обично го разрешавам тоа као не, Да. не е тоа што И мислев. па сте имале среќа што не ви се Толку. случило. Да, Не, ние ова не јас сме. го зборам од моја страна, иначе кај мене барем ми се нема случајно така некој да ми снема. Јас Ни мене. другариве се жалат цело време каде девојке многу го прават. Да, Ја да, сакам го ама- кажав и он е бака стил, па редно време беше и ние малце да ви вратиме. Чекајте бе луѓе, ние работава за враќање. Дајте Нормално. да имаме нормална комуникација. Отворена да кажеме што сакаме. Сакаш Тоа е многу врска, голем сакаш секс, проблем. сакаш- Тоа е многу голем проблем. И во пријателства е многу голем проблем. Точно. Отворена комуникација, затоа што отворена комуникација и не е едноставна работа. Ние вака го збориме, да, може ние стварно сакаме. Јас на пример да што значи да имаш отворена комуникација со маж, еве да кажеме, нели јас сум имала партнери претходно и сега од оваа перспектива можам да кажам, јас прв пат кога се соголив не физички, но психички, Точно.
пред маж, јас Ивана сум плачала како мало дете. Ти дали знаеш, мен сите трауми од дете ми искочија во врскава кога прв пат имавме као некој недоразбирање, тоа беше уште на почетокот, ние уште не се знаевме толку многу, нели? И првото недоразбирање и сега подлабоко одиш подлабоко. Јас сум плачела како мало дете, јас кога сватив зошто јас сум правела нешто несвесно и сум ги повредила неговите чувства. Ама тој ти го објасни тоа така во разговор. Ми го објасни тоа, Ивана, јас не го знаев тоа. И тоа ти не знаеш, јас прв пат бев пред маж да ме види онака, знаеш, да ме види, да ме види точно. Каква сум кога плачам, кога се тресам, кога липам, кога сум несигурна, кога сум најслабата верзија од себе, да ме види и да дојде и да ме гушне, ме разбира, и ми рече, Да, ма и да не е има страшно. здрава комуникација, да си кажете еден Е, на друг тоа што е е. проблемот, а не да гатам на гравче. тоа е отворена комуникација. Ама тоа боли, Ивана, јас не можам да се дојдам при себе, ме Ама по разбираш. цена на тоа сега сте посилни, поблиски. Па тоа е, да, знаеш кога ќе стравот кога ќе го преидеш има преубави нешта таму, ама ние на првата препрека и ние се повлекуваме тоа што викаш комуникација. Ние имаме некоја комуникација и сега кога комуникацијата станува подлабока, ние се повлекуваме, чекај малце, опс, и сега ти ако си емоционално нестабилен ќе се повлечеш, пошто ти тука имаш емоции кои што треба да се отвориш, треба да кажеш, треба да збориш, може треба да плачеш. Не е тоа само нестабилен, него недостапен. Не секој може да се отвори према партнерот, затоа што не знаеш како фидбек ќе имаш. Дали ќе бидеш прифатен, ако веќе сакаш да го задржиш, се плашиш од фидбекот, како ќе бидеш сватен, како нема да бидеш, мислам дека е тоа најголемиот проблем. Да, ама зашто да го кажеш, зашто да се плашиш? Ако тоа е правата личност, ќе најде начин како да го средите тоа. Да, точно, се додека не ја најдеш правата личност. Да. Ама мислам дека не се пробува, дека треба време и време за да сватиш дали таа личност е правата или не пред да се отвориш, затоа што може да биде злоупотребено. Дефинитивно да. Тоа отварање емотивно многу знае да биде, си го имам осетеност И на да те своја повреди кожа. за поиднина. Ете така, и да се плаши за се она што следува во иднина. Да. Значи сепак треба некое време, долг според мене, не знам ти колку време ти требало, ама мене сега за воидна врска, јас знам дека ќе ми треба баш онака доста многу време за да можам јас да видам дека тоа е тој, Да. па и тогаш ќе се плашам да се отворам, Да. онака да си отворам душата, да си ја разголам, како што кажа ти. Јас за ова долго време верував дека тој момент на отворање, уствари бондингот, поврзувањето со партнерот, и исто имам направена таа грешка кај што прерано отворив, се кажав си како што, затоа што мислев дека тоа ќе не сближи Так. и дека ќе не направи посилни, а не дека ќе биде злоупотребено да ме Ама од повреди. или негова вака. страна Да. нешто се случило, така? Точно. После тоа отварање сватив дека сгрешив, дека е пребрзо и дека е Воопшто не требало меѓутоа да се случи. исто реков као нели нема да се отварам, ќе треба многу долго време. А ако се појави правата личност, јас мислам дека ќе те натера и за Да. 2 недели да Знаеш се како отвориш. е тоа, ако вистински. ќе го почувствуваш и јас мене порано кога ми кажувале, знаеш кога ќе го најдеш правиот, нели ќе знаеш како не бе. Како е тоа што ти ќе знаеш дека еве тој да. човеков на твојот живот. Мене беше тоа смешно. Јас сега во оваа врска, сега не првиот ден, вториот, нели, ама еве веќе првиот месец, јас имав едно такво чувство во мене што тоа луѓето го зборат и што треба да го осетиш, дека тоа е човекот. Еве така си кажала на Адријана кога се ја запознала. буквално со И овие јас зборови. ама јас не знаев како да го опишам, еве сега го се ежам како го кажувам. Тоа нема збор ти да го опишеш, ти тоа го осеќаш, тоа е нешто што тие некои енергии што ве поврзуваат, а тоа не се гледа, не се опишува со зборови. И вистина е, кога ќе го најдеш, ќе знаеш. И тогаш не на вториот месец да се отвориш, на можда и на кога ќе го сватиш, па тек тогаш ќе се отвориш, ама ти ќе знаеш дека тука си згрижен, ме разбираш, ова ти е безбедна зона тебе за отварање. Скроз безбедна зона, затоа што јас имам уште многу несигурности како жена и сега за партнерот, нели пошто јас со партнерот најмногу време поминувам и партнерот ти е најголемо огледало. Ти дали знаеш јас уште ден денеска какви несигурности имам како жена? Ме сакаш ли ти мене? Кога ќе го прашам тоа, пази сега, тоа е, ако размислиш подобро е несигурност. Дали ме сакаш ти мен? Што ја не верувам дека он ме сака, немам јас доволно само доверба да знам дека еве 2 години сме заедно, што не направи човеков за мене ме сака и ја идам. Пази, претходно сум си направила некој филм, леле, вака така, јас види од кај доаѓам, на пример, он од кај види го он каков е, ја каква сум и кенувам. Ме сакаш ли? А зашто ме сакаш? Што виде во мене? Ти знаеш кој е тоа знак на несигурност е? Тоа е Што знак на види ти тоа во несигурност. мене? А човеков до вчера ти дава све и така те чува и ден денес, нели? И ти идеш му викаш што виде во мене? Сега јас
Јас не си верувам самата на себе, ме разбираш? Ние имаме многу несигурности. Тие несигурности си ги носиме, ама ти мораш да знаеш кај ти е безбедната зона да си ги кажеш. Ме разбираш, јас си сега да му кажам, абе, ме сакаш ли или што виде ти во мене, веќе ќе се зезаме ние на тоа. Така. Ама на почетокот јас имав многу несигурности, идав многу несигурно во врската. Јас мене уште ме болеше тоа. Леле, знаеш, ние сега македонците во Грција, политичкото, пази го сега на македонсково. Так. На крајот од денот е најважно. Да ред врска политиката од земјата, да. Не, сега не никош не сме имале проблем. Не. Не, притисокот ти што го осеќаш, Ама тоа иде од мене, не од него, не се замара. Ама тоа од општеството од кај што живееш. Да, јас сега доаѓам од Македонија и сега нели ти знаеш со какви политички стратегии тука меѓу земите. И сега пази, ја го носам тоа во врската, леле, ама може он нема да ме сака дека сум од Македонија. Жити Бога. Па не, замисли, ние доволно на подкастот само да речеме дај да фатиме Грци, си дека не осудат, како се дека види ги продадени души. Нема потреба. Мислам, ние имаме какви пријатели, јас имам еве таму Грци и он веќе тука кога ќе дојде. Никој не го спомнува тоа, ме разбираш, на крајот од денот ти е важно да бидеш среќен. Па дали е тој од Париз, од Милано, од Стајковци, од било каде, ако е тоа човекот и ако си ти среќен, јас мислам дека тие граници не фигурираат. Точно, апсолутно се согласувам со тебе. Ама тоа сакам да ти кажам, јас си го носев тоа со себе во врската моја, леле, он може нема да ме прифати дека јас сум од Македонија, па они не сакаат. Јас кога на некој одмор ми се пушташе грк и ја бев смисла бегај, замисли да дојде ред свадба да направиме, ќе се расправаме за Вергина знамето на свет свадба. Живо е, ме разбираш. А Ивана никој не се замара, еве во реалноста, јас да ти кажам, никој не се замара. Јас колку време сум таму, јас живеам веќе таму, никој ништо ми нема преречено. Ама знам, ама кај нас ќе се замара. Тоа е напумпано само во медиумите. Јас мислам дека обичниот народ и јас гледам по мене ништо не ме интересира. Нити од политика, нити ме интересира кој на направи свадба, ќе се избациме со Вергина знамето, тестираме. Да, на тест да ставиме сега да видиме овие. Ти ќе идеш ки спеша написај ќе го кренаш. Видиш. И сега македонското знаме. Да, старото македонско знаме да видиме реакција. Не, стварно не се замара. Врска тоа. Јас сум многу прифатена таму, иако доаѓам од тука. Никој не ми рекол Норд Македонија, Скопје, никој. Тоа се тука некои луѓе кои што не знам, може живеат во некој друг свет. Треба го отвориш умот за малку за такви работи. Дека е така. Колку време според вас треба за да се направи нормална комуникација од почетокот кога ќе се запознаете и ти тоа веќе да го допреме како прашање? Зборувам на пример, не знам, почнаш да се пишуваш со човекот, се запознаете или вере онлайн да ставиме инаку немаш да знаеш. Колку време е нормално да оствариш контакт со тој човек? Колку време треба да се пишувам? Колку време треба да се куцка? Веројатно жени ќе не слушаат девојки. Да, и ќе им треба некој одговор на тоа прашање, тоа што јас сама сум се фатила изгубена од тие води. Колку треба, што треба? Јас мислам дека ти многу тактизираш овдека, да, саш колку време треба, жив ти се, кога ќе го осетиш тера и оди. Сега колку време треба, 3 недели, 3 месеци, 3 години. Некој така негде. Не, јас мислам дека не е тоа време. Ќе го осетиш ти, ако е добра комуникацијата и 5 сата, да ја па ти рече, ако прошетаме куќето поред зграда, ако ти е некој комшија, ќе идеш, така? Да, ако го осетиш ти се размислам, нали? Ќе се размислам. Не, вие сте overthinking. Не можам денес не ми е косата средена, чекај се. Како не, пред мажот, знаеш како ќе излезеш нели ние жени кога ќе кажам видиме како партал и он ќе ти каже леле колку си убава, значи прекрасна си, не збори така. Пред вистинската личност нормално. Да, и кога ќе ти каже нека па не ме интересира ти како изгледаш, јас те сакам тебе во секаков можен облик и кога ќе станеш од спиење, кога ќе доеш после туширање. Да, ама јас не се сакам така, јас сакам да бидам средена. Не за него, за себе. Добро, ама некој пат пред да ни дојдат прашањава за подкаст, да резимираме, според вас, што значи искрена, отворена, здрава комуникација меѓу машко и женско? Ајде, Јеца. Како мислиш што значи? Што е здрава комуникација, на што се базира, што е да ја Здрава комуникација е кога навистина имаш слобода, кога се чувствуваш слободно да кажеш било што пред некој човек.
Дали ќе биде глупо ни или не, ќе кажеме леле тресна глупост, па ќе си викаш како ќе ме свати, дали ќе биде да, буквално глупо, било што ќе ти текне на паметот, да го кажеш, да не се стегаш, да не го премислуваш во главата, па после да го кажеш затоа што може ќе си помисли нешто. Значи буквално да имаш слобода да бидеш тоа што си ти. Тоа што си ти сам дома кога си, ти дома пред себе не глумиш, ме разбираш? Ти може да глумиш пред другите луѓе, ама дома кога си играш, пееш, се соблакаш, се трескаш, таква која ќе си пред некој човек, тоа мислам дека е феноменална основа за се. Точно. Кај ти беше Истото го мислам. Не сум имала врска во која што буквално така сум се осеќала, како се осеќам, така се понашам и сум била шала на страна, сум била и без шминка и размачкана, мада ни сама не сакам така, не сум така навикната, значи сакам да си сум средена обично за себе. Меѓутоа имало моменти кога не ме интересирало како изгледам, кога ме знаело секоја можно и тажна и срекна и депресивна и во најлоши и во најдобри моменти и сме имале феноменална комуникација, значи тоа е здрава комуникација, сум имала исто и врска во која што сум се устручавала кога ќе пишам порака да сгрешам буква, за да не помисли, да не ме коригира, да се осетам помалку вредна. Неписмена. Да, неписмена или помалку вредна, затоа што на секоја ќе беше ова не се пишува вака, ова се пишува одделено или било како. Значи, човеко, стајме да се искажам. Значи, не морам и јас со тебе да се понашам литературно и тоа е тоа нездрава комуникација. Значи, кога мораш точно го кажа, само јас го разложив некако во моја полза или со мои примери. Да, со твоја искуство. Да. И мислам дека е точно тоа, да си разголиш душата и да здрава комуникација те види во секоја. И да знаеш дека што и да кажеш, дека не е крај на светот. Да. Кај мене било секојаш што не сум слушала што е проблемот од машката страна, да каже као тоа ми смета, ова ми смета, и секојаш што морала да влечам заклучоци јас самата, што секојаш била погрешни, затоа што ако никој не ти каже слушај Ивана, затоа така се однесувам, затоа ова го правам, заради тоа, или да ти објасни, и ти као жена си вади заклучоци, ти као ова направи, може заради ова, може да секојаш била погрешни, и од тука само се продолжувала таа лоша комуникација. И одала секогаш на прекинување. Твојот мозок иде, тука се дешава во вакви ситуации, твојот мозок има една игра која што не е добра и тоа се вика читање на умот, кога ти мислиш дека му го читаш умот на другиот. Да, и точно знаеш ти што е, а уствари тоа нема врска и ти врз основа на тие заклучоци уште повеќе се правиш. Ама тоа е затоа што он не кажува, да е човек отворен да каже слушај тоа, ја нема да ги влечам тие заклучоци. Добро, значи не е човекот за тебе. Значи, како ќе знаеш дали е човекот за тебе? Па добро, чим немате комуникација, чим не ти кажува. Овде имаме теми кои што можеме да збориме ноки, значи за уште еден подкаст, продолжи го подкастот. Да, не знам, јас чекам од продукција знак да ми кажат, мислам дека веќе 50 минути сигурно тераме, така? Да. 50 минути тераме, а околу час е 1 час е подкастот. Што ќе правиме 10 минути? Сега имаме прашања 10 минути, што се од и гледачи може да ги поставуваат, а овие се од продукција собрани и да помогнеме да ги одговориме. Што не прашале од продукција, жите се, ајде читајте. Јас живеам во Скопје, девојка ми е во Струмица. Се гледаме еднаш до 2 пати месечно. Има ли надеж за врската? Ти си Јелена Зова експерт. Леле, врска на далечина, што Струмица Скопје? Еднаш 2 пати. Не знам, имам многу работи што ми недостасуваат тука. Не е дека не може да опстои врската. Ја и Лука сме се гледале на викенди, пошто во Грција, па Скопје сол. Добро. Тука се негде, добро, не е толку блиску. Меѓутоа многу детали ми фалат. Многу детали, не можам да има основа и те како има, ама сега ми фалат други работи. Ја ќе кажам од себе, ќе почнам. Јас сум секојаш била против врска на далечина. Значи, неколку шанси во животот имам пропуштено од причина што тој дечко не живеел блиску. Да, ама во право си, не функционира врска на краткорочни стази функционира, меѓутоа долгорочно нема шанс. Јас сум ги одбила и не сум ни почнувала буквално, не дав шанса, не сум ни почнала таа причина ти баш ми беше оно како ќе се гледаме, како ќе се гледаме. Еднаш до 2 пати месечно ми е малку на мене, ја не можам да се замислам со никој да се гледам. Еднаш во месец. Заљубена си сега, сакаш секој ден да го гледаш. Така нели? Јас знам на почетокот пред да се преселам јас, мене Лукас уште на почетокот, вториот, третиот месец ми рече ти се селиш во Солун или јас се селам во Македонија. Он беше во состојба он да дојде тука. Ама тоа е здрава нормална врска. Има врски кај што 6 месеци он не ти вика ништо, ме разбираш? Абе види, на него е топ. Мене по се незината врска ми е онака тие правите.
Значи немаш од Дефинитивно, тука, да. Незиното е она, а дека некој би функционирал онака на далечина, јас не можам. Да. Не можам месец, да ми два. палиш бе човек, сакам да Така видиш е. до мене, сега вака си скажав. Значи, на ако битолски продолжат, малку. Да, нервозна сум, тежок ден сум Ама имала, не, дојди да бидеш до стварно, мене. Значи, сакам ако да- с не голема сакам да спијам гледање, сама, врската ако ќе им веќе преживе, имам ако некој, не. не сакам да спијам сама и тоа е тоа. Така е. Се допишуваме само на Инста и по 3 месеци никако да се видиме во живот, Ле. дали да го баталам. Ето ова беше Да. тоа прашање на мене. Да. Е, па гледате дека постои временска рамка која треба да го баталиш. види, ама сега што е работава со овие 3 месеци на Инстаграм ќе се куцкаме. Дали ти се верува Не колку разбирам. знам ситуации на другарки кај што допишуваат и вака по 2-3 месеци. месеци. Со месеци се немаат видено. И добро, Да, да. кој е тој маж што 3 месеци ќе се куцка со жени што нема да ја покани на кафе, објасни ми. Ќе бидеш изненадена колку постојат. Значи, кај Да, мене, да, да, мене, да, мене, ги ми има. сима, мене ми сима случајно до месец се допишувавме и некаде околу месец му реков као, знаеш, слушај, не сакам да си го трошам времето, не знам Нормално. дали енергија ужива кој ќе бидеме. Ја тогаш бев буквално кој сакаш да пиеме кафе или дај комуникацијава Реално. да ја прекинеме, затоа што Реално и ама нормално. имам другарки што уште се допишуваат до ден денеска со месеци трај тоа. А мене ми смета и избрзано, многу избрзано. Ќе се куцкаш ден, два, три, ајде да се видиме онака. Не ме форсира и Е да, ми ама смета. така е. Значи, Треба не се сакам- дое спонтано. Или, ајде дојди на вечера, чекај, ма. Сега некој маж ќе Calm слуша и ќе down. рече па кога е правилно, кога е правилно. Е па нема тука правилно, кога Нема ќе го правила, осетиш, да, ќе си се почувствувате вие и Да. муабетот како ви тече Точно. на пораките. се што е избрзано, онака гледаш дека нешто Исфорсирано. те форсира, ќе го осетиш исто дека Согласувам. И не. Не, али не. по 3 месеци никако видување во живот, баталување апсолутно. Одма. Во врска сме 5 години, никако да ме побара за жена. Дали е паметно јас да го запросам? не, Не. Затоа не. не. Ја Е ваков. тоа е барем дел на мажите. Ја ваков Реално. стафијам, не. И за ова Ајде, сега брзо ти да чуеме. Чекај малку. другарка, 9 години врска и ми се жали за ова, нема бара за жена. Луѓе 9 години, значи, мислам, премногу е. Дали викам ти некогаш седна со него и му рече, слушај, јас сакам, не е срамота да го правиш тоа муабет. Значи, мене апсолутно не ми е глупо сега да сум со некој година, две во врска и да му речем, слушај, каде оди ова? Сакам да знам дали ти се гледаш со мене во брак, дали не се гледаш. Ама тоа е тој муабет за Не, 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 запрашување не, женската не, верзија. не е тој муабет. И го поставаш ултиматумот, слушај, ако не планираш да ме запросиш во скоро време, не ме го губи времето. Не, Ние е не тоа е се- тој муабет, дали е паметно јас да го запросам, извини, Елена, Не, не, само, слободно. само да искоментирам. За ова што го зборуваш ти, јас стојам точно на тоа. Врска подолга од 2 години или треба да се прекине, Или треба да брак. Или джа или бу. Да. Сериозно. Добре, да. Се што е над 2 години веќе е губење на време. Така е. Комплетно Ама и чекај, ќе му тотално. раскинеш без да му речеш, чекај, јас сакам да ме побараш. Не, во ред е да се направи муабетот. на Ама некој тоа не е начин- тоа не е Ама просење. тоа е во Дали наводници. планираш нешто со мене во иднина, да знам. Муабетот, чекај да почекаме, има време, ово нагледаш дека веќе тоа не е тоа што треба да биде, или моментот, да, само дај ми остај на мене, немој да брзаш. Тоа е веќе друг момент. Ма можева 5 години го вика, тој 5 години остана. Е па сега ти Абе, жена ќе почувствува во врскава дали е и води кон брак или не, а прво и мажот ќе почувствува. Крај крајава 5 години сме ние заедно и сега што правиме? Види, не знам ни колку години се. 5 години. 5. Не, колку години се Аха, луѓево ме добро. разбираш, Не е може битно. на чукале веќе по 35 40 кај да знам. Има разлика да си на 25 сте се фатела од 20 па 25 па што да терам, а има и разлика од 35 до 40. Има разлика. Меѓутоа дека жена треба да го побара нешто, вика Андријана, барем тоа е работа на мажот, дајжи се си. Ние како жени сакаме, нели? ти треба мајка. да поттекнеш дека дошол моментот, меѓутоа тоа не е наша работа веќе. Така е. Не, апсолутно не би го не побарала, ама малце ми е криво што мора ние А да чекаме да не имам пример. побараат. Имам пример на мој најдобар другар. Сега моја жена има веќе големо детенце, таа го запроси. Јас не бев тука, бев во Австралија, дај ми беше криво, имав се онлайн гледав, ама таа го запроси и беше интересно. Човеката ви сакам да е маж да он да биде маж и да рече чекај, дај. Некао Нормално. таа машката Да. енергија пак. Ми се свиѓа еден дечко, го гледам во кафич редовно. Дали да му пишам на Инстаграм или да му придам со некој бош муабет. Ово е тој муабет за комуникацијата, дали девојката да приде прва или не. Јас не сум никогаш пишала прва на Инстаграм. Не знам вие Yes. дали сте пишали. Јасно. Не ја немам пишано, меѓутоа не знам, јас многу почитувам храбра жена која што напаѓа. Многу ми се допаѓа мене тоа.
Напаѓаш човек, Ти си во крај. Европска унија, го имаш тој Да, мај. Не бе, си веќе еден атакуваш, чекор абе, напред. шо се, ја ќе чекам, може нема му текне, може не ме видел, се може да биде. Дај да одам ја да се пробам среќата, па ќе видиш шо е како е. Сега Тоа е му обид да му храбра жена, направам. Ама точно. знаеш Ма дека така и држиш треба. муабето вода, Да. затоа што кога оди види, пробе, може стварно ни Да. Да. И ти ќе осетиш од таа минута тука што ќе размените поглед, енергија, 2-3 збора, нели, ќе видиш дали ќе се фати тој на мамецот или ќе те гледа како теле и ќе си речеш шо е Ја нова. овдека И би ако те- била Извини, ако те гледа како, ќе си викаш оно. Нели? Извини што дојде. Да. Ја оваа ситуација би била денешнива мажи, ќе лајкнам 2-3 слики и ќе чекам да пише. А, не. Ама тали ги тие живти Нити се. лајкнувам. И јас точно не лајкнувам на тој што ми се свиѓа. Нормално. Точно не лајкнувам. Па како ќе знае дека го свиѓаш да ти пише? Па видиш, Како Ќе го види во кафана и ќе иде ќе му испее на не песна сум имала Андреја. таков проблем, најсериозно ти викам, не сум имала проблем, можда не знам, некако со енергијата сум ги привлекувала со подсвесно. телепатски. Он чувствува Види, дека ти имаш многу убава женствена енергија, преубаво изгледаш, вака, све. Мислам дека можеби тебе мажите кај нас ти бегаат можеби затоа што професијата ти е многу јавна, проблем кој што јас го имам. Има сега не е. Вистинскиот маж и те како ќе те прави уште податераш Ето во така. кариерата. Ето така. Меѓутоа кај нас луѓето, мажите, Тоа е факт. јавна професија, сите те знаат, кај да идеш, сите те поздравуваат, во секоја кафана врати отворени, нели, со луѓе контакти, чекај малку. Тоа е факт, меѓутоа е Чекај веќе друга малку. тема, која што треба многу да се разглоби колку мажите се плашат Несигурни маж, од несигурни маж. девојки, жени кои се со јавна професија, тоа е веќе многу долга и широка. Ама сакам да кажам дека никогаш не сум имала проблем со тоа дека ако помислам дека некој треба да ми пристапи, ќе ми пристапи, дали денес, сутре или по една година. Ти имаш Немам. моќ на манифестирање многу голяма. Имам сериозно. Значи ја ќе дам на часови кај тебе и кај Елена. Јас сакам многу, да. Јас сакам многу, ама го ќе сгрешам, многу ми се дере, не знам што да правам. О, боже. Ова е таа токсична комуникација. Да. Не зборевме за токсични врски и зошто жените остануваат во токсични врски. Јас знаеш колку луѓе знам девојки што трпат мажи. Сега не знам физичко насилство може и има Ама негде. рече од стравот да не биде сама. Меѓутоа, да, има многу други работи, тоа е најглавното, нели, да не останеш сама, меѓутоа јас мислам дека жените толку не се подценуваат самите себе си, остануваат само да бидат малку сакани, он кога е во добро расположение, затоа што ги сака и они живеат за тој момент кога е он добро расположен. Не, мислам така, јас мислам дека тоа е таа комфорт зона. Тука ја нашле комфорт зоната и што ако излезам од таа врска, па што ќе следува, па чекај сега некој Па треба одново да барам. Да. Мислам дека е тоа таа Живи си во комфорт зона. ситуација на девојка што ми вика таква не е среќна во врската долги години, а ме слушам мене со сите приказни. Среќни Вика, те приказни. слушам тебе, вика, и ми е страв да раскинем. Да. Да боле, Ама да си има некој до неа. Боле да имам Каков некој до мене, таков? него да барам некој што сега е... И ја тука си викам, па она колку ја лоша врската, она е исплашена ради мене да му раскине, па кој знае Јас сум моите исплашена од приказни неа, колку се страшни. Да. Не, види, денеска никој не сака да остане сам, тоа е факт. Сите сакаме ние некој, што е нормално и природно е ти да сакаш да бидеш со некој, меѓутоа Стварно сме. не по секоја цена. Да, човечки е да имаш Стварно некој сме, не да. се. Да не сме сами. Ама моето со викањево, ја имав таков бивши дечко, кога и да имаше некои проблеми што му го кажам што сакам да се среди во врска. Значи, он иде, мисли дека го напаѓам. И почна он од брамбеното, со викањето, со расправањето, со крен... Ја прекинав таа врска затоа што се додека човек што ти сакаш да му обясниш што ти смета, он тоа го сваѓа како личен напад и се да. расправа с тебе дали е машко или женско. Не е важно, значи дека не е здрава особа и не знае да комуницира со Јас го тебе. имам овој проблем. Да, он те истригиран од тебе затоа што ти му удараш некоја рана него со тоа што му го кажуваш, чим он ти вика глас, значи ти го маваш по некоја рана кај што не му е залечена и сега он сака тебе да те смени, ти вика затоа што он мисли дека ти ако се смениш него нема да го боли, а е обратно. Он треба да се смени, он треба нешто во себе да погледне. И Јас да го си имам- легне на Го брашното. имам овој проблем. Јас кога сакам да се докажам или кога не сум сватена или сум погрешно сватена, јас тогаш викам, мене бојата на глас кога викам се не можам ни менува. сама да се слушам, значи толку ми е на увото да те боли. Меѓутоа така најверојатно ја знам дека ми е грешка пошто го имам со секој со моите дома го имам истиот проблем да не викам, меѓутоа така мислам дека ќе ме слушниш
Да ти докажам што сакам да кажам, разбираш? нема да те разбере. Точно нема. Тука се ствара само уште поголемина, поголема нервоза и тука веќе избива поголем Ова е проблем. интересна, ми отвори очи дека може некои луѓе заради таа причина повишуваат глас, што викаш ти мисли Да, дека јас сакам, од што не сум разбран и сакам да се докажам, да кажам дека не е тоа така или да се доизјаснам да ме сватат и тогаш викам, викаш, знам да. дека е погрешно. Не дека не е, меѓутоа тоа веќе можда ради тебе викаат после тука дека се дереме. изгледа. Од тебе, За мене мама. беше прашањето дали треба да обстане, не. Некој ти пишал за Адријана е таа беше ствари. за мене. Од тебе мамето дека се дереме. Да. Некој Девојки беше мои, мене беше многу приубаво вака што направивме муабет. Ја мислам дека еден ваков подкаст навистина фали заради тоа што врскиве се машко-женскија комуникација општо се е толку исплеплиткано и многу позитивно бив изненадена од колку убаво ги резонираш работите, бидејќи ваков муабет со тебе не сум имала направено до сега. Па ние кога ќе се видиме на телевизија се Да, гледаме да, работи исти кој што книга, официјални муабет. имаш стендап да, нешто и да. никогаш не сме зборали, тие се Вие позади гледам, камерите, вие гледам приватни тема. конекцијата со Адријана, виќе дека си ние знаете. долго време се знаеме и имаме разговарано и новие теми, со сати имаме разговарано. Само ми беше мене многу интересно што некако си ја сменавме улогата. Јас како водителка и јас сам Да, баш тоа зборавме. Беше многу јако. Супер, мене Ама- ми е па баш многу драго за вас и за целиот овој подкаст и еве јас да заокружам нешто да кажам на оваа тема е дека стварно треба да бидеме малку порелаксирани и да намалиме со очекувањата, не дека се лоши. Супер е да имаш ти очекувања, нели сите ние имаме, меѓутоа да не претеруваме ние нешто и да не брзаме, малку посталожено, посмирено, малку повеќе со себе, да се видиме кај сме, што сакаме, што мене ме прави среќна. Сигурно мене само маш не ме задоволуваат и други работи во животот и малку се посветиш на повеќе други аспекти од твојот живот, затоа што кога си порелаксиран, работите ти доаѓаат. Како манифестираш ти кога си во добра, здрава психичка состојба. Затоа што ние манифестацијата како ја сваќаме, ние мора да направиме нешто, да тргнеме таму, акција да направиме, нели, ние да одиме кон нештото, уствари е обратно манифестацијата доаѓа, ти природно манифестираш, како викаат law of attraction, ти привлекуваш, значи ти си тој што привлекува, седе на кај тебе, ама зашто не доаѓа? Затоа што ние самите го блокираме. Со што? Со тоа тука. Ја мислам дека Уште тоа ова е ти го тоа. кажам, ти не знаеш колку сум среќна за тебе. Најсериозно го заслужуваш секој момент на среќа и ти посакувам цел живот да бидеш Дупло да вака ви и се среќна враќа. и исполнета и да те чуваат некако кралица, него најгоре на пиедестал. Исто. И Да. што повеќе мажи да се како Лукас. Точно. Да, дефинитивно, Точно не така. дека е моја, ама стварно, еве не можам да најдам замерка стварно. Дупло да ви се враќа и вие да си Дај најдете. Боже. И па девојки, фала ви. Мислам, јас Фала ти, тебе, нема Ивана. водителка, подкаст, Фала ти, да, Да, мислам дека повеќе емисии вакви треба да мислам Нели? да правите, ама и пак да ме викнете, why not? Охо, имаме Тоа теми. ќе биде Обавезно. Да. Супер. И па супер. тук завршуваме тук, само да кажеме на гледачиве на за се.мк да го гледаат. Subscribe. Тоа беше тоа. И да ни поставуваат и прашања ако сака. Леле, што дочекав Андријана да каже? Нели? Уште еднаш. Subscribe. Океј, тоа е тоа. Браво. Јако е. Чао.